Нова епизода, добре дојдовте, со Кумбето сме заедно. Денес имаме тема заштита на животна средина. Заедно со, нормално, со грижа за животните и со човечкото здравје. Имаме многу добар гостин кој што може да ни поможи и да не просветли малце во врска со тоа, затоа што според моје мислење животната средина, заштитата на животната средина нема доволно свест околу нас. Она што го правиме секојдневно, да не почнувам со детали сега. Точно, не само свест, туку едноставно работи што се малку скриени од нас, што не ги знае обичниот народ. Точно, да. А се многу битни да ги спомениме. Па затоа денес имаме гостин и мило ми е што е од Прилеп гостинот. Не знам дали прв пат имаме надвор од Битола гостин или не. Немаме прв пат, Добро, ама прв пат Прилеп имаме да. Прилепчани. Живе по Пелагонија. Се Добро, шири по точно. Пелагонија. Со нас е денес Ѓорги Георгиевски. Георгиевски. Георгиевски, да. Никако да погодам. Добре ни дојде. Така. Фала ти што прифати да дојдеш. Добре ме најдов, мило ми е, дечки. Се надевам ќе си збораме денес во овој еден сат што го имаме од емисија за се она што го правиш и го правите како здружение што се формира во 2025 година, ако не се лажам, и се вика Зелена народна стража. Така. И Мислам дека ти претходно нешто Јас имам имаш свое, активни- значи вака. Спас за Прилеп, Спас нели за беше, Прилеп да. е формиран пред 2 години и нешто повеќе од 2023, али идејата дојде таа, значи Спас за Прилеп е да ги истакнува проблемите кои се во Прилепската околина против уништување на природата, како рековте, а од тука се појави и една идеја која ја реализиравме со моите другари кои се не од Прилеп, така да оваа пролет никна и една, мислам, основите, принципите и заложбите се еднакви, едни исти, но Народна стража беше формирана со цел да се вадат на површина ваквите видови на проблеми и пред се беше формирана за дигање на свест. јавната свест кај нашиот народ, како што рече Никола, овие проблеми се малку, тој рече, скријани, јас ќе го поправам, овие се повеќе скријани, има се уште луѓе кои го нарекуваат теорија за заговор, односно фактите за заговор, упорно некој ги нарекува теорија. Не се никаква теорија, планот е многу пеколен. Сигурен сум дека и гледајќи оваа програма се уште ќе наидиме на таква публика кој ќе се насмее, но нека се насмее, добро е и кога насмевка предизвикуваме ке некого. Иначе Зелена народна стража, како што ви кажав, Тоа е на државно ниво, значи. тоа е значи да ги земиме општо сите проблеми во Македонија, да би така беше и од наша страна иницијативата, значи да би еден обичен граѓанин кој не се интересирал никогаш за ова, кој не му е јавно, кога ќе види дека имаме напад за отворање на рудник во Струмица, во Гевгелијава, бушотини се правени во 2014, дека тоа е сето еден организиран систем кој работи и стрикно мава таму, дека кражбата на питките води и на сите реки се прикрива под завесата хидроцентрала. Всушност една хидроцентрала на таква река, дечки, прави струја за 4 или 5 домаќинства. Значи да ја украдиш реката. А досегашната практика и во Македонија, мада моментално во Македонија се завршени 98 хидроцентрали, а планот е да ги има 400. 98 има постоечки Да, активни да, на планински реки, дури и потоци можеме да ги речеме. 98, јас овој податок Да, сум доста. Да. А 400 треба да има. Значи секој еден до поток треба да биде фатен во цевка. Тоа што значи за народот, ете? Па видете, планот е воопшто не е електрична енергија. Точно, во секој Планот е случај. друг. Од кај да почнем побрзо? Што значи? Пред се значи смрт. Што значи тоа смрт? Значи, поставување на една хидроцентрала на планинска река
Тоа е ставање на реката во цевка, некои 3 до 4 километри минимум. И тоа значи смрт на еден мал или микро екосистем. Така. Тука изумираат илјадници видови на живи суштества, од микроорганизми, од ракчиња, за риби да не правиме муавет, и други животни на кои реката им е дом. Потоа И речни растенија, сите точно. добро знаеме дека по планинските ридови си од дивеч и животни слегуваат долу в река да се напојат со вода, и тоа име и на покрупните животни од земено, а планот е пеколен затоа што треба питката затоа што би го сформулирал обичен човек не смее да има пристап слободен до питка вода. Вода за пиење ќе имаш, ако сакаш имаш супермаркет, Да си купиш во купиш. пластик. Како што е во поголемиот И ќе дел кажам, на кога запад. сме тука, во телефонов имам сведоштва, може би некој од нашите гледачи е во тек, може би не, ние пред месец дена се вративме од еден голем собир во Босна и Херцеговина, каде оформивме еден голем сојуз на еколошки борци, каде сме моментално некаде околу 50 здруженија од цела бивша Југославија. Тука се словенци, хрвати, црногорци, босанци, срби, ние од Македонија. Така да доста добро поминавме таму, разменивме искуства и овие работи за кои точно сега зборуваме, на пример, за дадениот пример за хидроцентрали и за окупација на река, ние добро го знаеме затоа што нашите другари од Босна и од Србија веќе се соочиле претходно. Дали сите делите исто мислење, вака ете на собирот, наброја дека имало премногу еколошки организации? Во смисла, нели збораме са факти на заговор или теорија на заговор? Ние не делиме мислење, ние делиме искуства што се Така. Опипливи, да. опипани и на нашата кожа. Затоа што ние и ова година кој од нашите гледачи преку Народна стража дигнавме едно големо движење за заштита на реката Доштица на планина Кожов, така да цело лето го поминавме на Кожов. Го знаеме тоа, а исто ќе ви кажам дека на собирот во Босна 3 дена имавме дружба со сите тие борци и јас ќе ви кажам дека тие морничави сведоштва, ќе ги наречам, ние зедовме интервјуа, се уште не ни се средени, но нашите гледачи ќе имаат прилика да ги слушнат во живо тие сведоштва, како што реков, и сами да се уверат зашто станува збори, која е скриената под наводници намера градиме хидроцентрала, тргнете се. Тоа што беше и во Прилеп, градиме автопат, тргнете се, ни треба тампон, па влегуваат во локалитет кој што е како прво археолошки од неолитот, каде што шетајќи тука наоѓаш десетици артефакти глинени од тоа доба, како второ, например, познатиот црн камен или кара камен во Прилеп, тоа е локалитет кој на 4 квадратни километри, тоа е единствен локалитет од геолошко значење во светот, кој на своите 4 километри квадратни крие повеќе од 50 разни видови на минерали и кристали. Тука од локалното население имаме слушано сведоштво дека таму се наоѓа и кристали со големина на човек. Така да Бехтелиенка копа кристали, а народот знае дека копа тампон. А каква е ситуацијата со вода? Знаеме дека Прилеп има проблем со вода за пиење, немате многу извори, да речеме како што има Битола, благодарение на Пелистер, имаме многу извори, многу планински, рекички и така натаму. Прилеп е во поле, има проблем со водата. Колку е тоа сериозно во денешно време? Иако сме блиску, добро знаат, посебно нашите пелагонци, прилепчани, битолчани, колкава е разликата од природната околина околу двата града. Овде е, значи,
благодарејќи на Пелистерот ги имате шумите и водите, ние таму имаме суви карпести, но Прилеп добро знаеме дека не само што има проблем, туку е најсиромашниот град и најпогоден град со оваа проблематика со водоснабдување. Сите добро знаеме дека Прилеп се снабдува со вода од Кичево, од целото Горно Добрајановец и носи вода за пиење по цевковот кој е дол, мислам, 86 и 7 километри од прилика, да не бидам, ајде, фатен за збор, точно во цифрите, но местото каде што копа, тоа е друго место, освен локалитетот Каракамен, тоа е во близина на селата Плетва, Роревоец и Крстец, тоа е пазува на Бабуна планина, која што има единствено, во таа пазува имаме 9 извори за вода, кои се далеку недоволни за потребите на град Прилеп, но сепак таа снабдува од 30 до 90 литри во секунда, зависи од периодот во годината и зависи од годината. Така да тоа се единствените, значи какви и да биле доволни или недоволни, мислам дека тука не треба воопшто да станува збор за тоа. Тие се единствените, какви се, такви се и тие се единствените наши. Пошто јас после избивањето на оревојчкиот проблем се обратив со прашање. Ете, така со цел да ја дигнеме свеста кај своите сограѓани, се обратив со прашање до сите прилепчани, дали мислите дека ти гледаме ние секоја година е посушна и посушна, последниве 2 години за жал во Македонија гледаме суви корита на големи планински реки, така да мислам дека е нормално секој нормален човек да се праша дали доколку во Кичево снема вода, а че снема точно која година не знаеме, мислите дека студенчица ќе дотечи во Прилеп. И сами судете. Види, долгорочни стратегии збораме за основни работи, тоа е вода за пиење, вода за полињата, вода из ова. Јас мислам дека нигде не постои во државата, затоа што ние го имаме Стрежевско езеро, ма Стрежевско езеро прошлата година, ова година, не знам, најпразно ми се чини. Да, добро, тоа мислам само за наводнување, ние не пиеме од тоа езеро. Стрежево пиеме вода. Од Стрежевско езеро? Стрежево езеро пиеме вода. Таму има спроведени извори од Пелистер кои го Пелистер се влева во Стрежевско езеро. И сега беа посушни лани годините, ама мене друго ми смета што зошто кај нас е на толку ниско ниво свеста, не само за основните работи како вода за пиење, збораме општо за животната средина. И ме интересира твоето мислење зошто немаме начин како да ја побудиме на повисоко ниво, затоа што пример ќе ти кажам во Шведска, ковев кај брачет ми овој ден и ме возеше доваму, дотаму има тие во полињата ветерници. Така. И му викам овие ветерници, интересно е што се клајни во полињата, во ред, сето тоа, абе вика ги клават овде, ама овде без согласност, без 300 анализи, без 300 дозволи, без согласност од самото население. Тука не поставуваат, вели, ако нема таква работа. Овде кај нас, а може да речам и на Балканот, е баш и бузук. Сега кажа ти на самиот почеток дека никој нити прашва, никој нити знае што се случува со намерите на државата. Државата очигледно дека е тргната да уништи се во корист на бизнис, во корист на пари. Дали мислам тоа е малку повисок од државата. Една сама држава не решава. Тоа е точно, меѓутоа зошто ние како обични луѓе кои што сме засегнати секој ден од нештото, толку сме пасивни, толку сме Тоа не ми е јасно мене. Имало и кампањи, еви вие работите на тој, работат и други здруженија, претпоставувам. Лич, види, тој прилепчанец, таму не сомнено пукнала првата пушка. Тие се борбени, Битола пукнал првиот трач, ние пиеме кафе и трачариме. Точно. Тоа е насегде, еве, како што можеме да видиме, насегде, поготово со Зелена народна стража, можеш на сите места кај што се прават такви глупости, ајде да се изразам, го има. Ама ние немаме некоја свест да речеме, чекајте бе, ки излезите вие 10 души пример ќе протестирате. Оти нема 1000 души. Јас го пратам од моментот кога излезе сам. Беше сам со еден мегафон, ако не се лажам, и то траеше некој подолго време додека не се приклучија некои други луѓе. Што на вистина кажува за свеста кај нас
во нашето Дали општество. недовербата во институциите во државата е причина да луѓето седат пасивни. Општо не само за Дечки, заштита на вака, животната ова- средина. Оваа тематика е многу чувствителна и со оглед на тоа во кој период живееме, колку сме натоварени со пред се непотребни работи, тоа си го донесе своето. Ова глобализација која влегува после распадот на големата ни наша држава Југославија, кога не расцепкаа на 6 помали и почнаа да ни ги кршат коска по коска и стасаа до орбетите, да ни ги скршат, тоа сето си го направи своето. Овие апарати истото си го направија своето. Ете една од најголемите трагедии, можам да ги кажам што се ги донесе ова. Ајде не тоа што шири пропаганди и вака и така, што ова ни го одзеде способноста да држиме концентрација на една тематика повеќе од 40 секунди. Тоа ете докажано анонимија. Сега, ајде да ги скокнеме тие причини, нема да копаме по нив, кои се и од каде се. Ова е духовна војна. Пред се. И таа не дава резултати преку ноќ. За ова треба, доколку се фатиш, ги засукчиш ракавите и ногавиците и влезеш во река да се бориш, мораш да знаеш дека резултатите ќе дојдат онаму многу подоцна и дека треба една титанска издржливост пред се, треба силен дух пред се. Ова не бара мускули, не бара техника за тепање, не бара ни најмалку оружје. Пошто јас ќе ви кажам дека, како се кажа, прилепчани се така. Да, борбени си го момци, барат борбени. своето, да. После отпочнувањето на најдолгата блокада и војна, ако можам да ја наречам, против државата и против еден странски окупатор со име Бехтел Јенка во Прилеп, тоа е Оровојачката битка, која траеше 280 дена блокиран пат за окупатор и за натрапник. Значи во планината не смееше никој да влезе. Ние 280 дена, од почетокот на мај до крајот на јануар следната година, ние стоевме, ние подигнавме и камп и бевме секој ден таму горе. Од 7 утрото до 5. Работното време на окупаторската Бехтел Јенка. Сега, најголемите проблеми, мислам, не би рекол проблеми, предизвикот беше да кога зборував со своите соборци. Имаш таму жестоки момци, тоа на почетокот молотови коктели ќе земиме, пошто има база направено, ќе му ги запалиме багерите, копачите, да се ова да против кого? За 100 километри дојде окупатор од странство, ба да имаме и градежни компании, наши македонски, Да. кои граделе во странство, не биле доволни, па дошол некој си Бехтел, кој е добро познат, тоа е 140 годишна фирма, ако не сте запознаени кој е Бехтел, така да може да предпоставите чија е, и која зеде 1,5 милиарда, не вклучувајќи ја исплатата за надокнада, како се викаше изразот, ете јас не можам да се сетам, ми замрзна мозокот, значи каде што има Анекс на договор? Не, лични имоти каде што Аха. имате за нивата, Експроприација. експроприацијата, да, значи исклучувајќи ја експроприацијата која од прилика вика уште некои 300 милиони 400 ќе ја кошта држава. Значи 1,5 милиарда зема за 100 километри автопат. Така. И сега ние ќе му запалиме 2 багери. 1,5 милиони. Како прво багерите се купени со наши пари. И тука беше, знаеш, едно, би го нарекол, огромно излив на енергија потрошувачка, ама со своите. Да му докажеш дека ова е малку поинаков вид на војна. Еве за во Прилеп му кажува, во 41-а, кога влегува бугарскиот окупатор, влезе од северниот дел на Пелагонија, така влезе и во Битола. Влезе од северниот дел на Пелагонија преку Богомила, преку областа Азот, од Велешко, влезе во Пелагонија. И тука знаевме дека идат. Тоа било и видливо. Нашите дедовци гледале.
тенковска дивизија, гледале бугарска коњаница, бугарска пешадија, наоружена со оружје. Значи единствен одговор на таков отпор е земање на пушка и одиш да степаш. Дали видовте мувалам вие овде пушка? Не. Дали гледате колку е суптен, затоа е оваа војна тешка. Значи ти му се обраќаш на својо, стани да се одбраниме, оти целта е многу погнасна. Целта е и окупација на извори, после ќе биде доцна. И те гледа и те исмева. Ете тука е тој ту духот за кој кажу. Така. Како прво ти си напаѓан од своите, идол. Оти неодамна, еве и како пофалба нека звучи, ми се приклучија двајца дечки, млади прилепчанчина, 26-27 години, што за мене е огромна радост. Сами ми се јавија и само едно му кажав. Влегувајќи го ова со мене, само че си земите крпа сува. И така насмејане зошто. Одејќи по патот, че треба да бришиме плуканици и освен плуканици, да ми простат гледачите, но и мочки треба да бришиме од своите. Така. За ова треба силен дух да се пробијаме напред. Резултатите не идат преку ноќ, тешка и макотрпна, затоа што со својо се убедуваш. Дали е, како што рече Никола, дали е факт за заговор или теорија на заговор. И се покрај сите овие пречки што ги кажуваш, има уште една многу голема, што е колку ти треба да се жртвуваш, да жртвуваш од твојот личен живот, професионален живот, обврските што ги имаш и да бидиш 100% таму кај што треба да бидиш во борбата. Тоа е скоро невозможно од моја гледна точка. Јас многу пати би сакал да се приклучам кон такви работи, ама на работа, дома, обврски, живот цел еден. Јасно. Многу бара. Не можам да се искажам колку многу, јас само можам да кажам дека јас приватен живот и немам скоро. Јас сум вложен целосно во ова, но ете и јас ја гледам темната завеса и крајната цел на ова што ни е наметнато, не само на нашата Македонија, туку на целиот регион, пошто добро знаеме дека западноевропските колонијалистички паразитски зверки се набркани наклоци од афричкиот континент, затоа што и добро знаеме од каде се така гламури, пафас и богати и вакви и такви, тоа се паразитираат на база на туѓа крв и туѓа пот. И ресурси. Со тоа самото, да, ама до ресурси е дојдено и со крв и со туѓа пот, затоа што некој друг се поти, локалците се потели. Сега се набркани, целта е Балкан. Пошто така пониска класа на човечки род во Европа живеела на Балкан, во нивните очи. Зборувам, значи, да не увредиме обични граѓани на било која западноевропска држава. Ја и немам такво мислење, но политиката официјална е наметнато е, да. И така да, Балканот е цел нападнат. Значи, Македонија, ќе ви кажам дека, ајде за Македонија зборуваме, не само Македонија. Овие држави се предвидени да станат пред се рударски зони. Значи, цела територија да биде рударска зона, сите извори да бидат тука насочени, затоа што тоа изискува огромни количества на вода. За колку се опасни може и подоцна да кажеме, значи тоа што ќе остане живо и што ќе остане во државата ќе работи на ниво тие рударски зони, ќе се закопува радиоактивниот отпад. Еве имаме пример во Битолско Новаци, сега е пикиран од 18 општини, депонија да се прави во кои паразитите од нашата држава, од апаратот, ќе се изразам наречен држава, решиле за бизнис да носат странски отпад, дури и опасен, и ете решиле овај пат да ни го закопат во најголемата житница. Тоа е не знам, дали во глупост е премал збор, да го сврстиме. Останатото, сите планински врвови се
Значи нацелени и намерени за градба на ветерници, кои се јако штетни и за нас луѓе. А исто не произведуваат, мислам, доволно струја. Да, и плодните полиња исто се за овие, дури замислете каков дури сладок таков термин имаат измислено сончева гради. Значи тоа е мерак, тоа е да. Психолошки влијат. Знаете во ова, значи како што ви кажав, најголемиот влог на енергија е да му докажеш на своите дека стани да се одбраниме, сега е време. Јас имам една така метафорички пример кој го кажувам дека кога ѓаволот дава подарок на нас луѓето, пошто ние сме Божји чеда, како викаете и црквата наша, ние сме Божја творба. Ние имаме во нашата ДНК, во нашата крв течи запис да се плашиме од нечестивиот. Така да тој, доколку дава подарок, нема да биде така одвиткан. Тој мора да биде завиткан во хидроцентрала. Отргнете се, ми пречите, купам тампона, не градам автопат. То кај копа и многу огромен процент не ни знаваме. Да. И стварно тој хидроцентрала ќе гради. И стварно ја гледаш хидроцентрала. Ама кога ќе дојде моментот, таа хидроцентрала е заградена и, еве знаеме и веќе по слечките, со 3 бедеми на ограда. Само во еден момент, кој ќе прекини и тоа реката и кој ќе почне дали да се пакува вода или да се пренасочува таму кај што некому од некаде си му треба, тогаш кој ќе појдеш да се буниш, ние кој се собериме од 5 села, од градов или од било како, тогаш ќе се најдеме вооружена стража, како што се најдоа нашите браќа и сестри во Босна и во Србија. А за тоа и за брзо ќе го изваиме интервјуто, значи тоа се сведоштва на наши соборци од Србија, како кажува. Има вода ако сакаш. Долу в супермаркет. Ама јас овде растев, овде шетав овие плани. Растеше и шеташе. Сега нема. Исто и вооружени ликови, така да ова се запира сега и од. Мислиш дека има доволно, како што велиш, соборци и мислиш дека ќе расти бројот на тие соборци во иднина за да поможат, за да се крени свеста на некој начин во ова ваша борба што имате. Велам ваша заради тоа што вие сте активни во нештото. Така. Тоа треба да е борба на сите. Сепак е наша заедничка, затоа што видите, овде не станува збор во време на фашизмот беше окупација на територија, но да направиме една разлика каква е таа окупација, каква е ова сега. Тогаш се работело, значи, влегува територијална окупација е. Прво, што се завземаат државните институции, така? Прво се викаат локалните овие со безарбетници што се, ако сакаш ќе работиш на истото место, ќе работиш за од сега против своите. Многу префајтер. Ако сакаш. Да, но тоа е друго прашање. И тоа било, значи, управа и кражба на државата, односно и на сите даноци, сите ресурси, веќе ги располага некој си од некаде си, од каде што дошол. Но тоа не е страшно. Во тоа време сепак, му ги краделе и живата стока, и свињи, и крави, и телиња по селата, ги оставале гладни луѓето, но тогаш не посегнале по изворите за вода, по реките. Сега цели реки. Ние зборуваме, дечки, за окупација на основните животни ресурси за секое живо битие, не само за нас, за човечко. Ние зборуваме и за животински живи битеја, и за сите растенија. Вода ни треба. Чист воздух ни треба, здрава почва, да би јаделе здрава храна ни треба, толку ние не бараме. Да. И затоа ви кажувам, ова е духовна војна која оди сосема поинаку и бара една голема истрајност. Наредниве 5 години ќе бидат страшно пеколни, пошто ќе бидеме притиснати сериозно, а на твоето прашање јас не мислам, него јас сум уверен дека ќе станат огромен процент на населението и дека ќе се избориме. Јас во тоа сум сигурен. Ќе ви кажам дека борбата во 2023 со Спас за Прилеп започна од двајца луѓе. Јас и Тренчо Димитриевски, тој е од
Пелагон порталот, може да Так. знаете за археологија што пишува и за историја. Значи одевме од село в село, одевме од кујча во кујча, па кој се, па каде се иселени, па во Битола се тие заминати, па овие се во Прилеп, тие се не знам каде во Белград, ваму таму, па да ги информираме луѓето што оние машини долу на 500 метра во селото прават и што значи ако се отвори таа дупка, што би значело за вас прво, а после за нас како град, па после терцијарно за Битола како пелагонески друг град и така натаму. И тоа почна така, значи растањето на свеста. Ете кој што кажа Никола ги видел, значи јас употребив такви, мислам тоа ми беа идеи кои ми дојдоа, јас кажувам дека Бог ми ги праќаше такви идеи, јас и покрај големата, тоа што е афирмирана страницата Спас за Прилеп, ја имаме последниве 7 месеци и Народна стража, ние веќе соработуваме на државно ниво со другите екоборци, но јас чувствував дека тоа е далеку од доволно, па го зедов мегафонот, излегував и в центар на плоштад во Прилеп и одев и по селата со мегафон. Одев да му кажам и моментот ќе ти го кажам преđe спомна ти баш немаше никој. Не тоа што немаше никој. Јас тоа е толку болно кога ме гледаа луѓето кога одев в село. Пошто одев на неколку набрати со пошто гледајте колку политичките секти кои народот ги нарекува партии. Како ние сите добро овде живееме, овде сме се родили, знаеме како е сето то канцерогено пофатено. Метастазира. За институции не правиме муавет. Значи што работи против народа, овие што се челници на институции, за партијата пред се. Него две села или едно село се во здруженија сега. То така му го направи. И главатар на здруженијето е партиски загар. И не сака да ти го собери затоа што ваму ќе добија укор со показалец. Точно. И видете со што се бориш. А мене ми е важно, ја не продавам идеологија, ја не одам, мене политика не ми треба. Јас имав на последните избори веќе долго време партии, па за градоначалник, па дечки, немој да ме валкате во Валканици. Јас не сум дојден за Валканици. Јас пред почетокот, пред да влезам во оваа каша, во која што се кашкам сега, јас бев таков затворен тип каде што не сакав ни да ме означиш на своја објава од Facebook, дека с ношти ние сме биле на Пелистер, сме седеле кај него на викендица. Не сакав, нема потреба некој да знае кај сме били и со кого сме Точно, и кога. Но дојде време каде што го правам и тоа. И така да мораш да најдеш начин, значи да јас да ги соберам селаните од селото, луѓето, жителите, не може поинаку. Одбирам точка каде што опфаќам најголема територија, да ја фаќам мегафоно и слушам. Но кога ќе влезам в село, имаше тоа е грозоморно чувство. Бегаат од мене како да имам лепра. Се плашат. Се плаши од информацијата што му ја даваш. Бегаат во двор седа, например, ти си кај него во двор седнати, два тројца седите, пијате пиво. Влегуваат дома и го гледаш вака под прозорец, пак начулен, тој па слуша. Ама тој не сака да биде виден. Видете, значи, тоа е заклучок дека оде владе и страв. Страв. Значи, не виде никој дека го слушам овај со брадата што вика на мегафон. Не видов и не слушам, не знам вели, не знам. Имаше млади дечки, тројца в коло. И одам, јас се движам и тргнува тој овој мука побрзо и влегува в кола да замини. И чеке, му подизлегол, некако застана, мулам од целото сне. А имаше едно дете похрабро што кој му го дава в телефонот пошто одам сам. Да снима. И тоа беше од село. Ми вели не другар извини, брзаме. Тоа со шлајки да ме исправи, само да замини. Да не го види некој дека во што тој разговарал со мене. И тоа е болно да го издржиш. Но сепак ќе го издржиш. Сепак дојдов овде да ви кажам што значи она што се копа. А вие сами гледајте. Му реков.
да го заприме пат, да го блокира. Ние овде живееме. Нема потешко нешто. Не може да биде некој си едно ливче хартија, вакво, со нечии си потписи, со нечии си печат, да има таква тежина да не исели оддор. Како што, еве, сега ни готват закон за рударство. Не знам дали сте во тек, што значи тоа. Ние добро знаеме една планинска грбка, дека одавде има 4 села, има 3 горе, има уште 2 врека долу, од другата страна има уште 3 села, одавде има уште 2 села, па по реката уште 4 други села. Значи, со едно такво парче хартија, подпишано некој си паразит, немаш право ни на приговор, ти дава определен број на денови, каде што треба да се иселиш. Затоа што под кујчите наши, на, да речеме, 10, 15, 20, неважно, села, тоа што го имаме под кујчите, му требало на некого си од некаде си. Зашо станува збор? Ако не закопаци. Ние овде имаме и предци кои не се закопани тука. Ми гробишта има како право. Ами тие се спремни да ги откопат. Не спремни, тоа е сето да. Ќе продолжиме сега на кратка пауза, мораме да направиме. И се надевам вториот дел со малце и повесели теми да фатиме, оти стварно вистината е тажна. Имаме една јас тема, не е баш весела, ама ќе пробаме и малку повесело. Се враќаме одма. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности, една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Се враќаме во вториот дел. Јас едно прашање имам ме интересира за односот на државата кон сите овие проблеми и дел од овие проблеми ја разгледав вашата страна на Инстаграм. Ништо ми бодеше очи и го слушавме многу по вестите, го имаше случајот со градба една во Лагадин, Така. во Охрид. И има една снимка од дрон снимано како изградена и то буквално на самото крајбрежје изгледа како еден струп кој што 15 метри од водата има, не од плажата, од водата. од водата. Прво ни природно не е тоа нормално да го видиш негде во некоја крстена нормална земја, нема да го видиш нигде. Забрането е законски таму да се гради и сепак тој е еден од милионте, ама тоа ми го фати окото, така, те така. прашав за него. Како е можно покрај толку протести, покрај толку медиумско внимание имаше, реално имаше медиумско внимание. Ако немаше, тука се заложи Помени од УНЕСКО имаше, мислам. позната спортистка Илина Арфовска Да, од Илина, Скопје. Таа се заложи, пошто таа е и не знам точно дали е регистрирана како жител на Лагадин, но има свој имот. Па тука јас сум седел со тие луѓе и сум разговарал. Не само со Илина, со другите кои Така, ја што водат беа таа вклучени, битка, да. да. И само прашањето ти е, јас немам одговор. Како може да државата, практично државата го истурка тоа да се изгради, не знам на кое шо е, не ме интересира и не треба да не интересира чиво е, дали бил на Мокник или не бил на Мокник. Едноставно, има такви во Маврово, на Пелистер, ништо поле се градат, сегде кај Ја шима. во Охрид, малку подолу на кај градот, на кај Охрид, го ископаа цел рид Цел рид, да, видовме. да направат бункерот, бункер, велат хотел ќе биде. Да. Иако јас знам дека тоа ќе биде одморалиште или болница за деца. И да бидете сигурни сите македонци дека нема да биде хотел од тој, ти го нарече мојчник, ја би го нарекол јадник. Так, Душичка. душичка. Тој мисли, ама нема да заврши. И како е можно да поминват тие работи? Ете да се преќути, не може да се преќути. На самиот патен, на самото езеро е огромно е. Позади има куќи од Лагадин, од селото колку што видов, тие куќи веќе прво погледот го нема, второ ти го сечиш самото крајбрежје и градиш нешто противзаконски и то врви. То врви таму, врви. Години сегде. малку го забавија борците против
кои се дигнаа против тоа прашање. Но тоа течи, знаеш како, да видиш на еден суптилен начин, кога ќе се судрат со силен отпор, значи не влегува, пробај вака, пробај така, не влегува. И опet само повлечи се. Нејасно. И имаш како во Прилеп, ако следевте. По 5-6 месеци, еве ги со придружба на полиција, со 5 марици, полни со полиција, 40 джандари, само си стуриле. Носа багери натоварени на камиони, на се, значи копачи, тие се враќа. И тој опипува. Замисли какав потек ова беше пред месец дена, повторно на Оревојчкиот коп, кој пробаја да влеза, само за да опипале дали сме уште живи и дали сме уште во кондиција. Кажано му е, дечки, ние имаме многу поголема причина што да браниме. И браниме планината овде кај што живееме. Да немаме прашини. Ние ги браниме изворите за вода. Ние браниме домот, си го браниме. Па еве љубовно гледаме што се дешава. Што причина толку имаш за да напаѓаш, може да претпоставим. Ама колку и да е таа сумата, не може да биде потешка од причината да обранам своето, домот го бранам, луѓе, воздухот го бранам, извори за вода. А одговорот на твоето прашање би го одговорил исто така е можно, како што можеше во Оревоец, во Прилепско, и покрај наодот на вештото лице од хидрогеолог, дека овде, овие што се бунат, што лаат, имаат право, дека овде ни со лопата не сме да се копа, затоа што има големи подводни теченија и водни жили, овде не сме да има никаков рудник, тие идат и викат, морате страни, ние мора овде да копаме. Истото како? Мора. Би се прави. Ние мораме. Морате. Ете, имаме случаи во Љубој. Кај вас во дворот. Ама не кај вас. Како во Љубојно само дел ми остана еден од цел тој случај во глата, како таа сеча што ја праеа, била во планот на национални шуми, кај што си сечеле тие стално сечеле одреден дел од шумата. Се сечело таму стално, ако се сечело стално ќе немало шума според мене, не знам. Како може тоа да се прикажува така? Ние не сме прво будали сите дека ти. Да. Значи национални шуми имат површини кај што има редовна сеча и нормално секоја година што се грее. И сепак испадна народот во право, пошто тие бабички, дедовци, локално население што протестираат таму, дека ќе има поплави, еве го првиот дожд по улици му уште тече. во август, Да. не би натре му ги наполни и кој. Ето. Уште во август. Видете, јас точно заборавив, мислам дека едно возрасно дрво големо може да испие до 500 литри на час вода. Значи по планинските падини кои што се пошумени со возрастни би рекол дрвја, подебело стеблести, нема таква количина на вода да може да падне а да не ја запрешува. Така да видите, Тие се природни процеси што не се. ние сме како цивилизација обезбожени, ние го немаме Бога во нас. Така да, знаете, мене ми толку јадно, еве и на Дошница имав прилика да од шумското го дојде, поврзано со ова прашање. Ние мораме сеча да правиме, пуштете на нас, вие сте против Дошница, ама ние сечи. Не му вика, и против тоа сме. И се, ајде, тука, тегни се, па вака било, па така било, па мораме, па имаме документи, па тоа е законски, не знам. И му реков, јас тогаш влегов во некој разговор со некој, му се вртам на другиве на соборците му, како се разбериме со ова група на суштество, би ги нарекол. Тој го гледа дрво и го смета, тоа вика 200 евра пелети или 400 евра мебел. Тој така го гледа. Да. А тој не знае да каже. И го прашувам, молам, сега сме лето. Седиш в кафичеве. Сакаш да седнеш в град. Зошто одиш баш под сенката од дрвото? Да имаш од зграда сенка, подебела, рекол здравие. Има еден куп. Ама не е иста, да? Ама има нешто, така? Може, еве, јас го знам што значи. Ама да, еве, гледам дека ти не го знаеш.
Зошто ја бараш пак неговата сенка? Зошто сепак е најпријатно? Да. Затоа што има негативен ион. Има своја енергија. Тој е живо суштество. Сега не зборува, па затоа душичкава, што има две раци и две нозе, не може да го свати и го гледа во евра или во долар. И следното прашање што сакам да те прашам, ама самио ме донесе натаму, малку попозитивно. Што значи природата за нас? Еве, за луѓето што се тотално отуѓени од природата, што не се свесни колку природата може и му дава на човекот, и зошто овие борби би требало да се се посилни и посилни. Природата е еден сеопфатен поим кој го исцртува, кој во своето поимање го содржи и онај цел ланец на поврзани живи суштества. Кој, како, од кого и зошто и колку. И јас имам на страницата Спас за прилеп, може би сте ги виделе, неколку така пробував да снимам и покрај сета она што имам за ангажираност со битките, кој како, некои поучни видеа. Природата, па таму кажувам. Кој ќе не праша некој, кај ќе одиш, ќе му речиме при родата ќе одам, своја. Тани е род. Ќе одам при родот. Горе в планина. Таму ќе си најдам мир, ќе си најдам спокој. Таму ќе го оставам сето на лошо, кој го собирам од големиот кафес, кој ги нарекуваме градови. А ќе ме наполни со убавина и ќе слезам в град. Нормално, дури Таму докторите има жива препорачуваат одење во природа и така, Да. тварно е лечи. Има и англиски термин, вика wood bathing. Шумска бања. Воздушна бања. Имаш, значи, чиста изворска вода. Една чаша да се напиеш. Знаеме дека водата представува еден од најголемите медиуми на оваа наша планета, која што содржи на милиарди, и тоа е мал збор, на информација, каде што течела од етерот, се содржи во нас. А исто така чаша вода можеш да ја програмираш сам, да ја чистиш. И загадена вода со благословување, неколку пати, со чувства, со гледање како на живо суштество, од кое ќе испиеш, таа ќе ти врати со благодат. 10 пати после. Ама ние тоа не го знаеме. Дури се смеја. Не го знаеме, не го спознаваме на тој начин повеќето од нас, веројатно, затоа што тој е многу просто, има и синџирна исхрана, па кој ќе видиш во животинскиот свет, секој знае и за секој има доста. Животните не убиват 20 овци да изедат, пример са збор. Да, оноко за да изедат една, тие ќе убијат една или... А ние убиваме слон за кременади. Да. За една. Да, и за заби, и за така. Мислам дека тука малку свесноста е изгубена само заради тоа што сме едно многу посиромашно општество, кој ќе донесеш ти човекот на питачки стап, тој нема да се замара за природата и за некои други работи, пошто доволно се замара за сметките, за кирија, за такви работи. Али во малку по-напредните, да речем, општества на Запад, збораме за Скандинавија и така натаму, кај што не се замарат со сметки, кирија, минимална плата и тие други земни работи што нас не мачат, се итекако посвесни за тоа, одат на ретриц во шума, збораме за бизнисмени што работат в канцеларија во облакодер цел ден, дека одбират недела, две, па и месец да бидат вона, навистина користат граундинг, што значи ете и граундинг можеш да накратко да ни објасниш и која е благодетта од тоа заземјување што го викаме на македонски. Да. И го користат, гледам дека го користат многу. Плаќаат грбни пари за такви ретритс во шуми, па и во пустини одат и... Всушност тие тајни ги имаме како запис во својата ДНК, само ние не сме нурнале доволно длабоко за да ги спознаеме, а ние ги имаме тие знаења. Сите, ама не сме свесни ни дека ги имаме. Па некојаш значи не знаев ова, абе всушност знаеш, ама ајде, не е дека јас тоа ќе ти го кажам. Заземјувањето, преку заземјувањето ние добиваме слободни иони. Преку допирот на човечката кожа со мајката земја, ние добиваме, јас на пример, еве ќе ви кажам свој личен пример,
Јас иначе гладувам секоја година. Тоа е чистење, детоксикација по 42 дена. Месец и пол гладувам, сум на чаеви и на сокови. Тоа е поделено, но за тоа може друг пат да разговараме. И сега ќе ви кажам личен пример. Јас до првото гладување ги знаев само придобивките од одењето на бост. Знаев дека во човечките стапала имаме нервни завршетоци на сите внатрешни органи. Да. И одејќи по неравна површина, ние имаме чисто масажа на внатрешните органи, која е добро за нашето физичко здравје. Но јас се соочив со една друга вистина, ете на кој начин научив една огромна лекција за мене и за сите. Значи, моето гладување е 6 недели, од кои 3 први недели сум само на чај и на вода и во втората половина, последните 3 недели, се додаваат и свежо цедени сокови од овошје и од зеленчук. И беше тоа, мислам, 37-38 ден на веќе само исцедување, а јас и прв пат воопшто се судрив со гладување и прв пат мавнав на максимумот, на 42 дена. И 37-38 ден, не памтам точно кој, не е ни важно, синот сакаше шума. Поминувавме покрај Борова шума, свежо врнето беше и тој мирисот на етеричните масла од борот. Не примам. Ајде да се прошетаме, а во термос си го носев цедениот сок. Јас го оставив. Оти таму на 2,5 на 3 сати по 250 мл по 300, како доза, малку да те држи во. Так. Сепак и прв пат беше, организму имаше тежок шок. Да, и тоа ми беше првиот пат кога се најтешко. И сега, одејќи јас имав гузерици на нога, една е скоро 900 грама од планика, и одам, се зашетавме подлабоко, јас батеријата ја почувствував на сериозен минимум. Значи, ми стана тешко и морам да признам дека и ме фати страв. Дали ќе да одам доко. Некако стигнав до кола, а бевме тргнати за на викендица. Појдовме на викендица, легнав да се одморам, но не поминува. Сега викендицата мене ми е в планина, покрај планинска река. Лежејќи некои 20 минути ме фати уште поголем страв, затоа што не можев да се вратам, да се востанувам. И она што го кажав веќе во овој разговор со вас, добив порака од згора, не знам како, собуј ги чорапите, иако беше априлски ден, ладно, излези надвор. Излегов надвор, седнав на столица, пошто бев изнемоштен силно и бос. Негде 20 минути бев бос. Вие нема да верувате, а не верував ни јас. Мојата мајка беше, значи, чудо невиден. Што се случи? Абе, беше и таа засекирана веќе. Претеруваш, не е ова, сега што правиме да видиме на болница, па знаеш, ајде полека. Знаеме оние кофине од поликолор, тие се 25 литри. Сите ги имаме по двора и животвори се користат. Сега вака, на 70 метри од реката имам расадник од овошни дрва, имаше некои 17-18 дрва. 15 нека биде. Одење в река, одеднаш, двете кофи, значи заграб од река, од 25 литарска кофа, негде по 15, по 7-18. Гледав да биде поприлично полни. Двете, значи 30 до 37-8 литри носев на едно, од река и на сите мутурив по една кофа вода. На сите. Иако беше врнето, реков, одамна не се вардени да има поголема количествена вода, да скипни долу во... Јас не можев да верувам. Тоа бос. Да. Енергијата дојде, значи, од заземјувањето.
тоа е граундинг што Немам што повеќе да раскажам од овој. А сега можам да објаснам за нашите гледачи, за вашите, дека слободниот јон, кога имаме, например, некој физички недостаток во телото, зависи кое ткиво страда, каде го имаме тој недостаток или болест, значи на тоа ткиво молекуларните решетки се растурени. Ако треба да бидат, знаете, како што се правилно, симетрично врзани со толку атоми на кислород, толку на азот, зависи кое ткиво, различни елементи. И сега тие кристални решетки се растурени. А слободниот јон ги поправа и повторно ги клава во таква форма, значи се враќа ткивото во функција. Тоа е и лечење. Што ствари енергија што тече низ нас и прави реконструкција на сите ткива, да, апсолутно. Многу битна работа, што многу малку луѓе ја знаат. Јас за жал да практикувам, често одам да кампувам и мора да сум до моето бегање за дома да се прибериме в кола, јас сум бос цело време. Добро, ти доставан си, плюс ти треба. Да, и баш и за тој зарам да истапала, ама нема шанси да ја осетиш исто природата доколку си по влечки или по патики, колку сакаш дена седи во природа, не е истото чувство доколку си бос и облечен. Види луѓето. Јас би препорачал само, извини, ете до сите гледачи кои некој би се смеел, ќе препорачам дека кога сте нервозни, силно нервозни или со некој голем товар на рамената, појдете било каде, не мора да стоите. Соблечи ги чорапите и патиките и можеш да седиш. Залепи ги за карпа, за земја или за трева. Да не е сува, може и сува да е. 20 минути. По 20 минути сам преиспитај се дали си нервозен како што беше. Толку. Значи, само проба, може секој со овој пример. Значи биолошки и психички делува на организмот. Тоа те разоружува од товар, од стрес, од напнатост, готово. Нема, тоа не постои во те. И кај нас луѓето мислат дека ако купат или изградат викендица негде на планинско и дека одат во сабота или во недела само таму во дворот да прошетат, да скара да направат, тоа е одење во природа. Тоа не е одење во природа и не е користење, тоест не користење, него уживање на природата, се она што го нуди природата. Што само ги одмараш сетилата, не слушаш бучава, не гледаш гужва, колите скарата се прави со букната. Затоа велам музика на најглас, не ужива ни во птичиот пој. Точно. Ете бевме во Коњарка сега летото од работа со тимот. Дојдоја огромна група на луѓе, толкав звучник. Турбофолк. Скари, тоа нема врска, турбофолк секако. Скари, мари, тука хахара, хихири, шишина, пива, стаклов. Една позитивна работа беше што на крајот до прошка се собра и фрлија. Тоа беше една позитивна работа, меѓутоа одењето во природа со толкав звучник реално по моје мислење ќе се сложите и вие дека не е уживањето на природата. Природата е да не слушаш може ништо, да ги слушаш птиците, да слушаш шумот од реката. А тишината најгласно зборува. Да. И може имаме една искривена слика многу од нас, како да речам, за тоа како треба да ја уживаш природата и Значи, јас си го објаснувам тоа со човековото битие во последниве, мислам, и декади, децени, е станато толку како суштество, лицемерно суштество. И многу сака да се лажи. Тука го спомнавме и она со мегафонот по селата и он. Значи, и тука тој е истиот синдромот кој страдаме сите. Значи, тука би го поврзал, тој сам се лажи дека бил на природа, а изел фазла од кило месо денеска, ставил во себе, што е јако штетно. Алкохол испил алкохол во литри да се мери. И испушил 40 пикаци, има околу. Значи 2 кути цигари. Сега, ама си се лажи, него му е полесно од самовлах. Исто го имаш на пример. Во недела си одам в црква, многу си верувам во Господ. Јас многу сум верник, јас со цела многу црква и свечи пали и масло носиме. Да, и мајца оставаме понекогаш.
си ги искупи гревоите. Како излези од црква? Така ќе го пуцни првиот пес што му лежи на патот. Ќе ги разбрка мачки, ќе направи штета во понеделникот кој ќе појди на работа, заврзлама на некој од колегите, Ги се искара подлост, да. да го укради, некој некого да заеби. Да, ама битно в црква се Ама в недела пак, и ова од денеска што се брои, недела си очистиме тенк, свеќата и маслото. Да не ја земаме црквата, него ние ова сакаме да го пат. Да, желбат. Значи тука си се немој сега да ме лишуваш да правам промени, пошто имам излез. Певна природа. Да. Доврска нема. Кој ќе зборуваме на пример за придобивки за гладување, што лечи, што се случува, кои биохемиски процеси настануваат, многу ова, и тоа јас ова го зборувам само доколку некој ме праша. Так. Јас ова не го натурам, значи гледам, ако човек не е зрел, тоа нема ни потреба да го слуша. И му кажуваш дека потењето е чисто претоксицирано тело, дека тоа се чисти токсини, дека тоа беше лага исто што ја научи во време на она. И јас претходно мислев дека количество на вода излегува преку кожата, преку потењето, исто како преку дишењето и мокрењето. Ама не било точно. Преку потење излегува само токсин, не вода. Тоа го види. Зато и мириса, водата не мириса. Да, и сега ти вели, како јас претоксицирам, не сум дебел, слаб сум јас. Види ме како сум што. Чи сум јас. Тој мисли дека само ако е олкав, Да. тој е полн со непотребни отрови. Тоа нема врска. Сите можат да имат отрови и токсини и тоа не е за џабе измислено дека треба телото да се чисти, не знам. Само што ете, тоа што го спомна Кумба преди, јас се сложувам потполно дека за многу работи кои што треба да сме посвесни, не сме, заради, па може јас да речам и свесно ни е наметнато, да имаме, да сме фокусирани на тие секојдневни проблеми за чекај на работа, ќе земам плата за ова, за она. Тоа е сето свесно за полесно да не манипулират. Ти како си го и да ни како си го тумачите ведечки пушташ телевизија, пушташ една програма и то еве па ќе ви кажам како се вика она што ги вртиме на телевизија. Па програма, така? Отите програмира. Ние сегде имаме указатели што ни се прави. Само не сме нурнале доволно длабоко да видиме. Програма еден, ако не се бендисува, ќе те програмира вториот, тој во нешто друго. Така сите се со. Кажи ми од која потреба ние во Малезија паднал авион со 480 жртви или денеска на источните боишта во Украина се загинати 700 и толку има мртви и 426 ранети. Која е таа информација за да ја добива човекот суштество? Знаете која е информацијон? И секој ден, чим те полни, па зато си болен, зато си здрав, зато си болен, зато сме разочарани, зато сме темни. Еве и во биткиве за кои што беше и главната тема на нашиот разговор, 80 годишен дете, се џабе ти е дете. Како не ти е срам, стрико, на 80 години. Да ми речиш дека ми е џабе. Еве јас молам, знам нешто појче од тебе, бараво, не ми е џабе. Џабе не ми е. А и да ми е не треба да ми го џабе. Зошто тој денес се разбудил? Џабе му е, има 80. Ти си пушка, застанал на прв фронт и ти сега ти му велиш фрли. А тој зашто се борел? Да, Зашто се борел порано, него џабе му било. Дали се боре? Види, и ете во Србија, например, протестите што се, јас не ги пратам многу, ама излегуваат рилсчина на интернет, не трујат со тие рилсчина, кај што старите луѓе, пензионерите, му се придружват на имаше му месец за јадење, за да поддржат некакви промени. Тоа е обединување. Вие знаете која е енергија тоа. Тоа што велиш, еве овде во селата, баш тие постарите се оние кои што треба да речат, ако ништо поќе треба да речат браво. Или продолжите. Видете, и тоа значи благослов. Значи точно. Исто како зборот природа преđe што го начнавме, македонскиот јазик има езотериски кодови. Значи природата. Благослово. Благословот е исто давање на енергија која те чува, светло. И тоа многу значи.
Иако ние како модерна цивилизација, доколку не го ставиме во джебот, џабе би било, Да. џабе е, нема, за џабе работиш и така. Не е џабе. Да, некои работи не се Темата ни е неисцрпна, времето ни е стално ограничено и секогаш 1 сат врват како 10 минути. Од режијот преге ни сечат, ни дават. Мими ни е денес во режија, морам да го поздравам и да му речам во дворо кај тебе боси кога ќе седиме. Наредно. Да. Бос. Јас сум бос. Да, има снимено видео, ама сакам сега после овој муавет, што дворот е преубав, да, ќе си седиме боси малце да пробаме, затоа што сите носиме некои тежини. Сакаме да ни паднат. Многу ти фала што дојде. Знам дека со Кумбата се договаравте и се надевам дека нема да ти биде единствено гостување. Сакаме во некоја друга прилика со нешто друго да поентираме и малце да ја крениме свеста со твоето излагање на овие работи кои што нас не ни се толку познати. Не само непознати во теории на заговор што ги велиме државата, што сака да прави туку во овие работи како граундингот, како сите тие работи кои што можат да му поможат на Може, луѓето апсолутно. да се зближат со природата на малце подруг начин, по природен начин, така? Доколку и тоа би го имали, и свеста би пораснала Точно. право точно. пропорционално. И јас се надевав дека ќе ја расшириме колку толку свеста преку емисијата и преку твоите излагања, Се ама разбира. после муабето не се надевам, туку сум сигурен, пошто гледам до кај оди твојата решителност да пренесеш се она што сакаш. Посилна е од сите пречки што излегуваат на пато, така да не се надевам веќе, туку сигурен сум сега дека ова нешто ќе оди подалеку и подалеку. Ме радува што ја пренесов својата верба. Да, силна е и реална е, остварлива. И тука е преку прагот. Треба да само изодиме до прагот. одлучност до промени. Да, Убо кажа за бројките што не трујат. Последно има в телевизија 2020 кога вадеа колку болни и колку умрени има од ковид. И тогаш ја исклучив кабловската и до денес немам кабловска телевизија. Имам само интернет на телевизор да одберам она што сакам јас да го гледам, да не ме трујат и на вистина се осеќам многу подобро. Порелаксирано. Тоа е еден куп енергија. информација Пред што да ги нема. завршиме, ќе кажам уште еден, гледав едно кратко видео, дечко во Србија, млад, експериментов види го. Засадил 2 грабчина во 2 мали саксичина кои стојат, вика, на растојание од 3 метри, кои делат една иста влага, една иста количество Светлина. на светлина, на топлина, сите услови се еднакви и исто количество на вода оставам во исто време. Прво едното па другото. Едното има налепница од оние што се од емотиконине Да. наши, намутена од таа е злобната, другата има насмеана и освен тоа вика по 3 пати во денот. Едната ја полнам, ти велам нема да пораснеш. Ти си стварно никаква. Ти си ограничен, нема никош да пораснеш. И ги држи врака, а на другата ја полни со љубов. Ти си прекрасна. Ти има да пораснеш како дрво. Ти не знаеш колку си моćна. Ти ова водичка што ти ја турив на благо че ти оди. Тоа е енергија, дечки. Тоа е тоа програма, која програма да ја гледам. Не, батали го далечинскиот, програмирање, нас не ни треба. Да се префрлиме на Божјото. А Божјото може да го добијаме во природа. Затоа што во природа се развива онај женскиот принцип многу посилно од машкиот кој е поагресивен. Што значи тоа? Во природа ние не можеме да продаваме, може само да купуваме, да се умириш, само да наблюдуваш и да примаш. И она за кој си свесен дека си го примил и она за кој не си. Што сакаме повеќе, еве од овој обичен пример, со 2 гравчини. Едното беше лукаво стебленце, а другото танко и предумирање. Толку. Да. Ви Интересно. благодарам и вас. Се надевам дека после оваа емисија, оние што ќе изгледате, малце од малце ќе почнете да размислувате малце поинаку, а тргнете до природа секако и не заборавајте, ако тргнете до природа, ѓубрето да си го земате со вас, да си го чувате во вашите ранци, во Број 1 правило. и да си го носите после кај што ќе има прв контейнер или негде нешто за фрлање ѓубре кај што имаме. Фала ви што не следевте. Поздрав од нас сите, се гледаме наредна прилика. Поздрав.